Почитувани гледачи, добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата Здравјето е се. Ишијасот представува заболување кое што настанува со оштетување на корените на рабетниот столб. Социолошкото и медицинското значење на ишијасот потекнува од фактот дека тој представува еден од честите причини за работна неспособност, односно боледување. За причините на негова појава, за начините на диагностицирање, за клиничката слика, односно симптомите, ќе зборуваме со професор доктор Љупчо Каревски од Скопје, инаку основач на амбулантите Остеопро во Куманово и Скопје. Добро вечер, добро ни дојдовте за прв пат во студиото на Канал 8. Благодарам за поканата, со задоволство сум тука. Интересно е затоа што ќе зборуваме за интересна тема и многу често заболување, кажав јас ишијасот, значи во најавата, па да објасниме на почетокот на емисијата каква болест е ишијасот. Па ишијалгијата, популарна меѓу нашиот народ, позната инвалидизирачка и проблематична болест, многу честа. Епидемиолошки велат дека нема човек кој во својот живот нема да доживее крстоболка. Условно да речам дека меѓу луѓето е попозната како крстоболка отколку ишијас. Но сите знаат дека тој е најдолгиот нерв во човековото тело. Тој е нерв кој започнува од рбетот, од крстот поточно, бидејќи рбетникот целиот во својата должина има свој вратен, еден граден и еден крстен дел. Тие пршени меѓу себе се поврзани или лежат еден на друг како столб, со така наречени популарно перничиња или амортизери помеѓу нив, помеѓу коскената структура на телото од пршлените, а во себе формираат и еден канал под целата должина, каде што лежи рбетниот мозок. Од него излегуваат нервите во сите делови. За горниот дел, во вратниот сегмент и во делот на градниот кош излегува за горни екстремитети, потоа се спушта надоле, а самиот нервус ишијадикус, кој започнува велам во крстот и се шири до целата нога, до палецот, до прстите на стапалото, е, велам, најдолгиот нерв и е нерв кој почнува од 5 корени во тој крстен дел. Овој нерв, бидејќи почнува од толку корени, почнува од место кое постои отвор помеѓу пршлените, и пробивајќи се низ тој дел, минува по должина во длабоките структури на ногата, односно долниот екстремитет. Под оваа диагноза практично се кријат многу други диагнози кои денеска нашето население ги знае, нашите пациенти дури и напамет ги знаат латинските диагнози. И само за пример, тука се подразбира погрешка, но се подразбира во рамки на таа црна кеса во која се ставаат толку диагнози. Па пациентот често пати ќе влезе во амбулантите и вели јас имам ишијас, другиот вели лумбаго со ишијас, третиот вели спондилоза, четвртиот спондилартроза и уште многу да не набројувам, че ни треба многу време. Диагнози кои се однесуваат поправо за регијата за која станува збор. Значи, ишијалгијата е сепак најчеста. Она која го зафаќа нервот и е болест која предизвикува големи маки на пациентите. Пациентот практично станува имобилен, значи тешко се движи. Патењето е најмногу од интензивната болка, а инвалидитетот доаѓа затоа што тој има и моторички така наречени гранки, кои упатуваат импулси до мускулите кои треба да го обезбедат движењето на зглобовите, на колени и скочниот зглоб. Една гранка од тој голем нерв, кој е голем колку дебелина на еден прст на возрасен човек, практично се вика нервус перонеус. Тоа е оној кој обезбедува стопалото да се подига кон горе.
кога доаѓа до таа работа, настанува инвалидитет. Ќе објасниме подетелно и клиничката слика понатаму во емисијата, затоа што препознавањето и на симптомите, односно не препознавањето, има силна болка, нели, пациентот и мора да се јави на лекар. Вие сте специјалист ортопед и долги години се занимавате токму со болести од областа на ортопедијата и кажавте дека ишијасот е многу честа појава, затоа што и кога се договаравме околу емисијата за што да зборуваме, токму определивме на оваа тема. Колку е честа кај нас во Македонија оваа болест? Или состојба, да речем? Ако споредуваме колку е воопшто честа со други земји, наодите се дека ништо помалку и ништо повеќе нашата земја не е зафатена со овој синдром. Од кои причини должината на целиот рбет е активен сегмент на човекот во неговото секојдневие, движење, а во рамки на тоа и оптоварување. Почнувајќи оптоварување уште во младите проодувачки детски години, откако ќе се исправи детето и почнува да оди, тога почнуваат оптоварувањата, па се до крајот на животот, кога почнува она трета доба, кога симптоматологијата секогаш е и поманифестна. Во секој случај, Македонија, велам, не е ништо посебно во тој дел, а честотата е стварно висока и обезбедува човек еден свој живот стручен, професионален да го посвети на еден само проблем – ишијалгијата. Да. Имаме сигурно многу причини за појава на ишијалгија, па тука да ги споменеме ризик факторите за појава. Може ли да се спречи сето тоа во младоста за да не се страда во староста? И дали болеста е повеќе на старата популација отколку на помладата? Може ли млад човек да добие ишијас? Па практично секоја возраст е зафатена, секако најмалку детската возраст. Значи, откако започнува детскиот период повозрасен, оној кој се врзува со поголеми активности во повисоките класови на основното училиште, почнувајќи преку спортовите, потоа во зрелата возраст или адолесценција, како ние велиме, кога се одржуваат кондиции, но кога и започнува интензивниот работен век на човекот. За да во овој период најчести бидат ишијалгиите. Значи, периодот на зрелата возраст од своите 25 години до негде од прилика 45-50 години. Во тој период, заради многу професионални активности, па и рекреативни, ако сакате, овој сегмент е преексплоатиран. Тоа значи дека понекогаш надвор од природните снаги на мускулатурата која го обезбедува функционирањето на рбетникот, а од тука, бидејќи од таму излегува и нервот, притисокот врз него. И на крај највисоката возраст, тоа е возраст на третото доба, над 60 години, кога започнува еден од познатите на нашето население проблем, а тоа е проблемот на остеопорозата, која пак од своја страна заради скршениците поврзани со остеопорозата е етиолошки или причински фактор за почестувување во таа возраст. Она што е многу битно е дека тоа е еден широк проблем кој зафаќа, значи, цел сегмент, но, реков, најголем и најексплоатиран сегмент е крсниот дел на рбетникот. Ако така се гледа, значи, ризикофакторите се и многу други состојби. Ризикофактор не е бавењето само со спортот, туку типот на професијата. Подигнувањето на теретите кои човек секојдневно мора да ги извршува, често пати со погрешна техника на подигнување на тој терет, предизвикува преоптоварување на самиот пршлен и она перниче за кое говорев, во кое имаме едно централно јадро кое е доста мобилно и еден прстен кој го одржува јадрото, а тоа е и местото каде што излегуваат корените на нервус и шијадикус. Ние на слайдовите на нашите гледачи ќе им стане појасно.
На тој начин повеќе такви етиолошки фактори има кои даваат симптоматологија на ишијас. Често пати или најчесто проблем е така наречената дискус хернија, која излегува од своето лежиште и прави директен притисок на нервот, го смалува просторот кај што тој минува. Тога и нервот одбрамбено по систем на травматска повреда реагира со оток. Кога има оток, тога и уште повеќе се намалува тој простор. И тоа е таа теорија која доскоро беше прифатена широко дека е причинска работа. Многу и други болести. И диабетесот може да биде причина за зафаќање на воспаление на самиот нерв. Можат и други болести, голем број се наредуваат, но ја говорам за најчестите. Така. Она што исто така во целиот тој настан е многу битно, е прашање колку во текот на животот, а особено велам оваа возраст која е најзафатена негде од 25 до своите 45-50 години, е практично подигнувањето на теретите, а тие терети предизвикуваат, и тоа е суштина на новата теорија, дека главен оптоварувачки или носач на тоа напрегање се така наречените паравертебрални мускули. Тоа е една група на мускули која оди по грбот, од вратот, покрај самиот трбетник од двете страни и се припојува ниско доле на карлицата, во задниот дел, бутовите, како ние популарно ги нарекуваме. Оваа цела нивна должина се работи за снажни јаки мускули, се прифаќаат на голема површина на карлицата и тука предизвикуваат при такви напрегања кога ќе дојде до иритација на нервот, така наречен спазам. Што е спазам? Згрчување на таа мускулатура. Згрчувањето пак од своја страна предизвикува да се и понатаму смалуваат меѓу просторите, меѓу пршлените каде што лежи перничето, тоа понатаму го иритира нервот во континуитет и се затвара еден круг на постојана болка која практично ја засилува снагата на тие мускули да се грчат и се затвара еден круг на континуирана болка. Особено во одредени покрети, движења на пациентот. Или поточно го имобилизира пациентот да нема никакво движење кога тој интензитет е многу голем. На овој начин се затвара круг кој води до така наречено воспаление на таа мускулатура која се прифаќа на карлицата. И тоа е еден од новите клучни проблеми кои во разрешницата понатаму за судбината на тоа што ќе настане потоа е многу битен. Значи, големото внимание досега се обрнуваше само на притисокот на нервот. Но сега големо внимание обрнуваме и во терапискиот подоцна ќе говориме смисол на прифаќањето на таа мускулатура, позната во медицинската терминологија како инсерционит или ентезит. Овие нови ставови ја го менуваат тој пристап, подоцна ќе видиме и на лекувањето на ишијалгијата. Тоа се главните ризик фактори, ги споменавме, кажавме дека има и многу, но сепак дел од многу такви фактори. Многу е важна клиничката слика, кажавте дека главен симптом е болката, која е можеби и неподнослива, но имаме сигурно и други симптоми кои се придружни на болката, кажавте, неподвижност, нели, и мобилност на пациентот. Она што е многу битно е дека често по механизмот на начинот на настанување на ишијалгичниот синдром, кога велиме синдром, тоа е на повеќе симптоми една заедничка клиничка слика. Значи, во такви услови практично имаме иритација на нервот, но пациентот тоа го доживува како директна болка. Мораме да појасниме само дека, уште еднаш, дека тој нерв е мешовит нерв. Што значи мешовит нерв?
Прво е голем, а второ, бидејќи е голем, во својата структура носи влакна кои командуваат со чувството на долните екстремитети, на допир, на жарење, на печење, на топло, на ладно, но и на бол. Значи, тие се серија на независни влакна и она што е најбитно на крајот, има во себе моторички влакна или влакна кои одат до секој од мускулите на долниот екстремитет, од кој зависи одењето, од кој зависи позиционирањето и опсегот на движењето во зглобовите на долните екстремитети. Од тука и симптоматологијата произлегува. Која е таа? Ја спомнавме болката. Болката може да биде крајно изненадна. За пример, ја често и на моите студенти ми говорам, во техниката на бричењето, изненадното накашлување при релаксирана мускулатура која одеднаш се затега, прави извонреден притисок на перничињата во тој крстен дел и просто директно влијае врз притисокот на нервот, од кај што почнува приказката, да кажем, на развој на болеста. Значи, тој е изненаден бол. Тој се протега само во крстот, зависи во кој сегмент е зафатен нервот. Ние често, знаејќи како се простира таа болка од крстот кон долните делови на екстремитетот, кога болката, например, се протега до палецот, ние говориме дека е зафатен така наречен лумбалниот или крстен трети пршлен или дискус. Поточно дискусот е причината, а кога симптоматологијата е повеќе кон внатре и во горниот дел од назад кон напред се проширува, е диагностички знак дека и подолните сегменти се зафатени. Гледајќи така, практично настанува една симптоматологија на добро прецизирање каде таа болка се шири. Пациентот точно може да ја определи до кој степен и каде е таа болка. Може да биде до коленото, но најчесто класичниот вака најфреквентната болка е во делот на подколеницата од надворешната страна. Тоа значи дека во целата оваја игра и битен дел е еден од веќе споменатите гранки, една од споменатите гранки на нервус ишиадикус, тоа е нервус перонеус или дел на подколеницата кој нервира подколеница и овозможува сегмент на нерви кои влијаат на движење на стопалото кон горе. Од тука еден од најтешките симптоми на оваја болест во својот развој, освен болката, е зафаќање на паралитично зафаќање на подколеничните мускули, оние кои го придвижуваат стапалото кон горе. Овој симптом станува збор за крајно проблематичен симптом, кој ни обезбедува многу сигурна диагноза, но ни кажува колку е интензитетот на болеста развиен и ќе прави понатаму инвалидитети. Само од една причина, патем само да спомнам, дека ако нервот трпи подолг период притисоци, тогај тој атрофира, дури неговата функција дефинитивно престанува, тоа значи се добива дефинитивна, така наречена перонеална парализа. Тоа е хендикеп, пациентот кога оди ја завлекува ногата и тоа е нешто што се гледа, како ние велиме, преку 7 рида и планини. Со други зборови, еден од најважните симптоми, освен болката, се оние паралитични моменти. Второ, имаме искривување на рбетникот, извонредно тешко е движењето, пациентот скоро да не може да си најде место. Често пати во дадени позиции може да ја подсмири болката, но таа позиција не може долго да опстои од причина што е неприродна позиција, ни за седење, ни за ходење. Значи, симптоматологијата кај пациентот доста варира. Мајсторијата на ортопедот, заедно со останатите колеги кои се инволвирани
и неурологот вклучително, има реално голема мајсторија е да диагностички со преглед дојдете до точната диагноза. Како се определува диагнозата? Тука сме веќе кај диагнозата, дали докторот, односно ортопедот, по клиничката слика може веќе да препознае или има дополнителни диагностички исследувања? Па во медицината ние сме секогаш наоружани со повеќе и како оди напред медицината. Иако пациентот ги каже симптомите, но сепак, нели, има диагноза? Моето инсистирање е секогаш на релативно брзи информации, но и точни од пациентот. Многу е битно прашањето кога пациентот се пријавува во нашите амбуланти, да се добро распраша, особено кога почнала целата симптоматологија. Значи, кај што се акутни болките, пациентот брзо стига до нас. И тоа е добро. Од тога можеме и повеќе да помогнеме. Но често пати и шијалгијата знае да започне како симптоматологија и хронично. Малку болка во крстот, болка само во крстот, потоа проширување до бутините и многу подоцна да почне да се шири, што го загрижува пациентот, па тога е се јавува на лекар со задоцнување понекогаш и 2 до 3 до 4 недели, што е голем период и значајно поголемо оштетување на нервот. Со други зборови, многу е битно да го знаеме период кога почнала приказката. Кога знаеме тоа, вториот дел се состои во клиничкиот преглед. Значи, прво една добра анамнеза, податок од пациентот, кај го боли, каде се шири, која страна, често пати само едната страна е зафатена, ретко кога и шијалгијата или ишијасот е на двата екстремитета. Доминираат проблемите на едната страна или повеќе едната страна. Кога ја дефинираме која страна е во прашање, тогаш се бараат така наречени чувствителните точки, познати точки во медицината топографски, кои ако на притисок се осетливи, тогаш зборуваат во правец на поставување на диагнозата. Значи, прегледот следи после една добра, како ние велиме, распрашување или анамнеза. Прегледот е познавањето на точките, идентификација на нивото, каде е болката и дали се осетливи таквите точки по должина на екстремитетот. И има неколку знака, од кои познат е типичен знак за нервот, неговот техника на изведување на негово истегнување. Тога и нервот е многу чувствителен на истегнување и тој симптом е многу битен во поставување на диагнозата. Значи, постои една цела методологија на точен преглед. Ваквот прегледот и анамнезата практично ни ја нудат реално гледано 60% прецизноста на диагнозата, но другите методи дополнителни ние уште еден дополнителен знак. Почнувајќи од обичната рентген слика на крстот, која ни е секогаш неопходна и е првата радиографска имиджинг техника на потреба за диагноза, каде се гледаат асиметрични простори, каде што е перничето, и директно може да се прецизираат и други можни причини, препознавајќи дури и тумори кои може да предизвикаат и шијалгичен синдром. Значи, од тие ризикофактори или поточно причински фактори е многу битно да се види обичната рентген слика. Потоа следат и други техники. Сега денеска е модерно магнетна резонанца, докторе, магнетната резонанца и да видиме каде е тоа. Тоа е извонреден податок во колку биде потребен во диагнозата. Ние често пати завршуваме со обичната рентген слика од причина што таму каде што со тераписката процедура може да ја смирите работата, не е потребно да правите дополнителни трошоци и така натаму, да го изложувате пациент со болка, да шета од институција, од еден тип на испитување до друг. Но ортопедот одлучува дали понатаму треба Дефинитивно. да се Лекар, ортопед е оној кој треба да ја води ситуацијата. И велам на крај магнетната резонанца. Она што понатаму ни стои на располагање е така наречена електромиографијата.
Тоа е спроводливост на нервот, дали е свежа повреда на нервот, односно притисокот во свежо време, дали има дефинитивни оштетувања кои тешко ќе може да ги поправиме. Но клиничката слика, добрата анамнеза и овие техники ја поставуваат диагнозата близу 100%, бидејќи 100% на диагноза скоро да немаме во медицината, бидејќи знаете, во медицината кај нас 2 и 2 е 4,5 многу често. Нажалост. Терапијата, споменавте дека со лекови може да се излечи ишијасот или па можеби тука со инекции ќе делуваат. Каква е терапијата? Тука е сега нешто што представува така наша специфика, да не речам лично моја, која развивавме многу одавна. Иако оваа емисија нешто ново треба да каже, тоа е тоа. Како на најкраток, најефикасен и со најмалку интервенции на начин добиеме смирување на ваква тешка состојба. Јасно, бидејќи не се работи за магионичарство, туку се работи за реално потреба од знаење, применување на знаење, техники на прегледи и овие техники кои ги спомнував, прво треба тие да се проследат за точната диагноза, а кај лекувањето измени има во тоа што класичното лекување е прво долгорочно, медикаментозно говорам, овој пат не говорам за хируршкото лекување. Мислам дека многу често и тоа се применува, дури пречесто од потребното. Треба секогаш да се мине низ така наречена конзервативна терапија со лекови. Треба со лекови да се проба, да. Она што досега се правеше и се уште нажалост се прави во нашите центри, се оди на коктели кои инфузионо се даваат, или на една мамутска, да речам, терапија, една комплексна терапија со многу видови на антиреуматици, аналгетици, значи лекови против ревматските болести. Но имаме често и ампуларна терапија, или? Ампуларна и инекциона терапија доста често. Бидејќи тие се многу, па често се применуваат инфузиони терапии во инфузија, па се внатре ставаат коктели и така натаму. Сето ова треба да обезбори. Но кога вие дадете мускулна инекција или инфузиона терапија, тога и лекот е во целиот организам. Значи, со иста концентрација навлегува и во мозочната клетка, и во нервите кои се иритирани и предизвикуваат болка, значи во сите ткива и органи, што не е добро. Потребно е да се оди со локални поможност, тераписки процедури. Она што, велам, ние го развивме, или поточно јас со моите колеги уште, но малку поодавна, за време на мојот подолг престој во Германија, беше проучувањето зошто секогаш оваа терапија и покрај примената не е ефикасна. Оваа нова теорија наша е дека практично оваа мускулатура за која говоре во претходниот дел е суштина на прејакиот спазам или грчење на мускулатурата. Практично, она што ние го правиме сега, што поточно ја го применувам кај нашите пациенти кои се пријавуваат во остеопроамбулантите, да се оди со локална терапија на разрешување на тој спазам, од една страна, на тоа грчење на мускулатура, која ако се ослободи од грчење, ќе го ослободи и притисокот на нервот директно и индиректно. Втората работа е дека треба да се дадат и лекови кои ќе делуваат во локалитетот близу до местото каде што имаме иритација на нервот и неговиот оток. И на крај секогаш се оди со и еден дел на количина на анестетик. Но суштината на оваа техника, ние популарно ја викаме техника на 3 инекции. Тоа се инекции кои се даваат не во коска, не во кичма, се даваат во регијата каде се препознаваат така наречени 3 ентезитни точки. Тоа е мајсторијата, да кажем, повеќе од колку лекот како содржина само. Значи, не се работи за тајни лекови, него се работи за познати, во соодветни дози на 3 точки кои се клjuč во лекувањето. По апликацијата на првата точка, почнуваме да добиваме смирувачки вонредно брзо ефикасни
состојби, пациентите се вонредно задоволни со таа брзина со која настанува таквото нешто, и ние практично, да речам, во 3 наврати ги напаѓаме тие 3 точки, кои се мајсторијата на препознавање каде се аплицираат. Суштината е дека ако на овој начин се применува она правило германско, да имате лекување со најмалку лек, со најмала количина на субстанци, со најретко давање, бидејќи тие се даваат на 7 дена, и практично имате во рок од 2 до 3 недели излекување на состојбата. Сега малку околу статистиката на нашите резултати во лекувањето. Значи, оваа статистика се состои од аналитика на повеќе од во нашите центри. 1200 пациенти до 1500. Дел од нив се дискриминирани од причина што не се вклопуваат во етиолошкиот фактор. И податоците велат дека 94% од пациентите со акутна ишиалгична болка се разрешени со овој метод на лечење. Овој метод на лечење го препокрива претходните техники и се уште применувани и овде кај нас, на инфузионите, на инекциони мускулни терапии, кои трајаат долго, користат многу лекови и секојдневно е тоа. Значи, ако резултатите се таму споредат, мерат со овие резултати, разликата е дури за некакви 60%. Тоа е голем и висок различен процент кон подобрување на терапијата и разрешување на проблемот. Тоа е едниот и важен податок. Вториот податок е дека колку долго пациентот потоа не го гледаме. Значи, прашањето на рецидиви, на повторно јавување таа тегоба. Тоа се сведува по нашите аналитики на 15% само од сите оние ишиалги кои сме ги лекувале. Значи, оние 15% ги гледаме во рок од 6 месеци до година, евентуално уште еднаш, но со многу помали симптоматски елементи. Другите преостанати, да кажем, од 15 до 100% практично не ги гледаме. После 2 до 3 години. Тоа зборува за висока ефикасност, за сигурност на методот и нема пропратни несакани дејствија. Јасно, пациентот секогаш треба да го пратиме во текот на терапискиот протокол и тука негде е тој ефект на нашата новина во лекувањето на ишиалгичниот синдром. Втората работа, мојата длабока препорака да никој не брза со, како се вели тоа, со решавање на тој проблем со оперативно. Зафаќање на вадење на дискусот и така натаму. Сегментот на крстот е многу компликувана анатомска структура. Тој, кога отстраните еден диск заради тоа што тоа перниче кое и си има своја функција и ако е оштетено, бидејќи прави притисок на нервот, вие мора да го отстраните него, целосно, делумно и така натаму, но секогаш правите и оштетување. Второ, тоа е како десетоспратница. Рбетникот е како една висока зграда со катови. Ако вие извадите само еден кат од неја, правите дестабилизација. И то, ако имате едно ниво, а често пати, веќе спомнавме на почетокот, нервот излегува со своји 5 корени. Не можете вие на 5 нивоа да интервенирате, иако проблем е 1-2. Значи, тој дестабилитет е изнуден само кај оние случаи каде што медикаментозна терапија не помогнала. И уште еден многу битен податок, ние веќе ја зголемуваме серијата на пациенти кои имале и моторички испади. Што тоа значи? Веќе почна и мускулите да не функционираат. Тие кои се јавуваат до 3 месеци, сега ги анализираме, таква група е негде околу 60 на пациенти низ нашиве амбуланти.
резултатите се изморедно добри, бидејќи кај повеќе од половината од тие 60, значи негде околу 38 пациенти, имаат санирање до ниво на функционален, нормален од кој пред тоа не постоел. Тие се документи со снимање на видеотехники и така натаму на паралитичниот нерв и одот кој е нарушен, едноставно манифестно кривење. Она што е исто така битно, што правиме со од овие 94 успешни, меѓутоа 6% ми остануваат. Кај нив само треба да бидеме поупорни во обидот медикаментозно да ги разрешиме како проблем. Сега ние во таа процедура ја прошируваме не само на 3 апликации, ја зголемуваме на 4, ретко користиме 5 апликација, во колку пациентот прифаќа, толерира и така натаму, бидејќи е неспоредлива ситуацијата да бидете хирушки оперирани заради ишиалгија, дискус хернија и слично, во однос на го решите проблемот со медикамент. Оваа неспојивост на добри резултати со хирушката интервенција е практично произлегува од една голема серија на која ја многу млад, за среќа имав можност да ја запознам. Тоа беше една голема јужноамериканско соопштение на нивната меѓудржавна асоциација на ортопеди, кога уште тога се сигнализираше дека многу лесно и брзо се донесуваат одлуки за хирушки третман, кога мотивот е само болка. Таја страшно изгледа, но не треба да не заплаши да ги примениме и да не брзаме кон хирушки третман. И има пациенти, во име на волјата и вистината во нашата работа, каде што ние, препознавајќи дека немаме понатаму средство на борба, ги упатуваме самите пациенти дека до тука е можноста, од тука е потребна хирушка интервенција. Сепак тоа е Тоа одлука се на самиот некакви ортопед. 1 до 2% од 100 случаи со тешка Добро е дека на многу ишиалгија. мал процент нели намалени се Тоа е хирушките суштината. интервенции, туку медикаментозно се делува. И уште само за кратко на крај од емисијата, докторе, би ве прашала околу превенцијата, дали може превентивно да се делува за да не дојде до оваа болест. На што треба да внимаваат посебно младите луѓе за да немаат проблем во староста? Она што е вака некој терк на однос кон својот коскено-зглобен систем. Прво, денеска нашите дечиња се повеќе и јако се бориме да бидат физички активни, стануваат така наречени седентарни типчиња кои сакаат да седат, компјутерите, игриците и така натаму. Попријатно им е да седат дома и занимливо тоа во однос на спортување, природа, рекреација. Првата работа. Втората работа значи физичка активност. Втората работа е да ја јакна таа мускулатура. И тука морам да направам голема дистинкција од она што се прави на терен. Да укажам дека многу е битно да тоа присуство во вежбалните, на отворените терени, биде под охо, супервизирано на добри тренери, евентуално лекарска професионална супервизија. Бидејќи често пати неприпремено и детето, но и сите оние кои се бават со спорт, влезете активно во спортот, ве очекува повреда. Повреда на зглоб, повреда на мускулатура и така натаму. Значи, од една страна е потребно, од друга страна треба методолошки. Она што е исто така битно е техника на јакнење на баш паравертебрални тие мускули кои велам се една од причините за затворениот круг на настанокот на ишиалгијата. Значи, такви добри мускули по снажност, по своја развиеност, се добиват особено во некои спортови. Но ја секогаш го извојувам пливањето како доминантен. Значи, тоа е најмал трауматски, но најголем ефективен, во стабилна, добра,
мускулатура и добри зглобни движења. Третата работа е проблемот кој го имаме денеска во Македонија, кој е веќе популарен и по телевизиите, тоа е нашата гојазност. Да, дебелината, знаете. Значи, дебелината е она која прави проблем во секојдневието. Знаете, да подигнете сопствен терен е голем напор за работникот, за мускулатурата и тука ве очекуваат настани, бидејќи се што е, како ние велиме, во граница на физиологија, на нормалното, сето тоа ќе даде добар резултат. Штом го прекорачите тоа. И четвртото е учење на техники да не го оптоварувате организмот, а да кажеме, ако вашата професија е врзана со подигање терети, има техники кои се едноставни, како да подигнете терет, а да не напрегнете крстен дел од дрбето, за да добиете ишијалгија и да имате хроницитет, потоа ако таа стане рецидив. Постојат уште многу други отворени проблеми, но мислам дека ги допревме оние кои се суштина. Особено лекувањето и на тоа сме горди. Мислам дека со оваа емисија во која убаво објаснивте кои се причините, која е клиничката слика и секако диагнозата и лекувањето за оваа болест која кажавте дека е многу честа, ќе допре до гледачите и сите оние кои ќе препознат симптомите ќе се јават навреме, затоа што кажавме дека и навремената диагноза е многу значајна во лекувањето. Така, јас ќе ви се заблагодарам, докторе, што одвоивте време да дојдете во Кучани, во Канал 8 телевизија, за да можеме едукативно да влијаеме со ваквите емисии. Поздрав до вас и гледачите, јас сум одушевен од вашите услови и новата телевизија Канал 8. Ќе го очекуваме повторно во Канал 8. Со големо задоволство. Така, ќе зборуваме и за други теми, затоа што има што да се зборува со специјалист ортопед. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме Здравјето е се. Разговаравме со професор доктор Љупчо Каревски, значи специјалист ортопед од Скопје, и разговаравме за една многу честа болест ишијасот. Кажавме се што требаше, па јас ќе ве советувам нели само да ги слушате советите на нашите гости. Останете ми во добро здравје. Се гледаме следната среда со различни гости. Довидување.